Секој 6 секунди по едно лице умира поради мозочен удар. Според последните здравствени податоци, ризикот е најголем кај жените над 40-та година од животот. Трендот е на намалување на таа старосна граница и ориентација према женскиот пол. Значи, ако досега беа поголем беше ризикот и почесто се јавуваше мозочниот удар кај мажи на 60 години, сега веќе се преминува на жени во средно животно доба. Во источниот регион мозочен удар годишно добиваат околу 1000 лица, од кои речиси 40% завршуваат без посериозни здравствени последици. Имам преживеано мал мозочен удар, имам прележано тоа уште преди 7-8 години, но и тоа беше мал и добро поминаме. Но, за да не дојде до ова, некои граѓани водат сметка за своето здравје. Шетам редовно, исхраната ми е доволно, свежо воќе јадам, зеленчук, сега за сега добро. Сепак, освен превенција, важно за мозочните удари е и раното препознавање. Нарушување на осетот на една страна на телото, значи може да биде како трнење, како мравење, може да биде губиток на осетот на цела страна на телото, на лицето, на раката и на ногата, особено кога е на иста страна. Нарушување во видот, особено ако е затемнување пред едното око, потоа може да се јават нарушување во говорот, во смисла на отежнато зборување. Од неодамна, последиците од мозочен удар во Штипската клиничка болница се намалуваат и со тромболитична терапија. Тоа е рекомбинатен ткивен плазминоген активатор кој што директно влијае врз разбивањето на тромбот и на тој начин се намалуваат последиците од исхемичниот мозочен удар. Мораме да напоменеме дека таа терапија може да се употреби само кај пациенти кои што имаат исхемичен мозочен удар, односно пациенти кои што имаат мозочен удар заради затнување на крвниот сад. Информации за терапијата, но и контролни мерења на крвниот притисок, гликемија и срцето денес имаше во Штип, по повод Светскиот ден за борба против мозочен удар. Ова е многу важно, треба секој месец да доведат лекарите од Скопје и се каже на луѓето дали со висок крвен притисок, со срце, со мозочни удари и да го знаат. Многу убаво, јас ЕКГ не сум правила кој знае од кога. Сега случајно видов, викам барем да си направам ЕКГ и притисок. Меѓутоа притисокот ми висок, сега го откривам и треба да одам на лекар. А овој ден некои пациенти го искористија за јавна благодарност до персоналот во Штипската болница. Добив мозочен удар. Многу му фала на целиот персонал во неврологија, на докторите и на сестрите, фала им многу. Вакви акции денес се одржаа во повеќе здравствени установи во државата.